Мене ме интересира, заради кредибилитетот на поднесувачите на овој амандман, да добиам одговор кои биле ефектите во македонската или по македонската економија по однос на средствата кои што досега како држава ги инвестираме, а се пари, буџетски средства на граѓаните на Република Македонија, за кои што сме обврзани за рационално трошење. Бидејќи средствата одат кон Фондот за инновации и технолошки развој, неминовно е човек да постави прашање како поранешниот вице-премиер за економски прашања дозволил да нема соодветен начин на контрола како се трошеле тие средства и да дојдеме до ситуација да по ревизорски извештај се утврди дека преку 60, не 6, преку 60 проекти или 3,2 милиони евра буџетски пари се исплатени на фиктивни и непостоечки проекти. Имаме намера како влада, како владеачко мнозинство да воведеме правна држава и за сите оние сомневања за сторен криминал во секоја една институција, вклучувајќи и оваа, да има соодветна разрешница и соодветна казна, за да во иднина не се повторува, затоа што сведоци сме дека, за жал, и тоа е нешто што цело време е барање и на јавноста, и на меѓународните партнери во релевантни извештаи, дека криминалот, високиот криминал, оние криминал во кој што се инволвирани политичари, генерално 30 на години поминува неказнет или недоволно казнет, па затоа се уште има мислење дека се исплати криминалот кога си политичар. Затоа треба заедно да застанеме позади ваквите принципи и да овозможиме секој еден политичар кој што се огрешил пред законот и ја злоупотребил довербата на граѓаните преку извршување на својата функција, да сноси соодветна ригорозна казна. Добила подршка оваа влада, не добила подршка вашата влада и начинот на кој што вие сте ги воделе процесите, и не 123 милиони денари колку што вие барате, туку 250 милиони евра оваа влада ќе стави на располагање на македонските домашни компании за нивните инвестиции и потреби. Ви се допаѓало тоа вам или не, ситуацијата во државата е таква, вие повеќе не сте вице-премиер за економски прашања и вас веќе никој не ве прашува за економските политики на владата. Имаме нова влада која што има своја програма, која што добила легитимитет од преку половина милион граѓани на оваа држава и која што таа програма, следствено на она која што го ветила, ќе ја спроведе. Она која што јас би го советувал, како колега пратеник, е да го повлечете овој амандман, затоа што суштински ништо нема да промени во Република Македонија, бидејќи начинот на кој што вие сте раководеле го се покажал како катастрофален по однос на економијата во Република Македонија, и да дозволите на некои нови луѓе со нови и свежи идеи да ви покажат како се стимулира економски раст и развој во Република Македонија.